иди, ама нема врска, ќе си почека. Ауди некој е црно, не знам кој е. Оре, многу брчи ове. Ја, не. Порасно. Чест да го затворам капакот. За да можем поубаво да се слушам во кацигава, морав да го затворам капакот. Ова аудито црно што ме почека пред него што заминав, еве го сега зад мене, не знам дали се гледа ме ретровизор и колку се гледа. Ма некако и бавно ми тера, дали заради мене, дали ќе врти негде поима нема. Ама ние си одиме само право. Тоа е уште за мене, сега кривин има нормално, не може да претица со трета нагоре. И ја оде десно во прат паркот. Гледаме ние лево, десно нема. И тераме. А него аудитор лево си сврти. Грачите не си ги пуштиме, почна да ми биде свежа во рацете. На раквици ги има, ама не се водоотпорни, не се зазима целосно, ама не се ни за во лето, ти држат многу топло при повисоки температури, што значи идеални се ева како сега што е температура. Само плюс уште едно палтенце ева в корпа што го носиме си го имам вклајано и таман ќе ми беше. Вака малце ваздух ми влегва из овие од тренерките ракаите, али нема врска. Само камерчето гледам да не ми летни, оти лошо ќе биде. Невевчиња си возат велосипедчиња, невевчиња. Невевчиња си возат велосипедчиња, што сторе рима. Ама се римова искрено, значи искрени да видиме, најискрени се римова уво. Некои возрастни мотор, стари генерации моторчи со нови мотори, нови генерации. Абе мора, знаеш како? Мора да си се, значи, комали сигурно возеле, веројатно возеле мотори, сега, значи, не може ја да не возат сега, мора и сега да се возат. Овој Никола, може биш, не сум изаличен на него. Бе, мене ракавот ми излего од палто. Вака не чини. Вака не чини. Ќе мора... Не бе, мора, закорбава нешто како прекрив одгоре, мора чаре да му се најди, оти не може вака, значи, видете. Едноставно, не знам. Смета, вентијага, ај нешто ако имам тежи, ама вентијага вака и лета. Не знам дали слушнавте, ама мавнав кацига нешто го бумбар, ку знаеш ова е шарно што носе кацигаат. Многу пати вака ми си има дешавано, ама па некојаш само што ќе го избам везирова пластиката од кацигата, бам во чимучички. За среќа или за несреќа, не знам, само еднаш досега ми има пчела нешто бумбаровидно, нешто мавнато, а бе верувајте без около малце ќе стане. Толку ми лутеше, продавница одам со мижење со едно тоа го влегов, дури трам ми падна. Со едно око буквално му кажав, ко си ојдов дома црвено, ми течеше, црвено око тептен ми солзеше, ми правеше, не знам, страшно. Зато да не се вози брзо, да се носат кациги, најпаметно е. Уствари не, кој ќе не се носат кациги, да не се вози брзо, а па кој ќе се вози брзо да се носат кациги. Оти сега некогаш нормално сакате побрзо да возите. Она едноставно бе дувни ветер малце убое. Ама не мора секогаш. Редно со нешто не зачеше. Да си го обуев јас. Палтенцето немаше лошо да види. Барем нема да го мислам, рајат ќе си возам побрзо.
Zaradi to, ne za drugo. Сега ни изграда, не знам. Така ќе тераме мотор, ми загрева мотор. Сега не можам многу далеко да одам. Ама ќе видиме. Јас друго си мислам за загревање. Многу како под туража ми е, дане од порано ми загреваше вака, ако ќе возев 70-80. Сега туражата може да не ми беше како да речем, не ми беше многу под туража штелнат карбураторот и затоа можеш на 70 загреваш 80 на 50, не, сега штелнат е како за на 70 што го возев, сега ми е штелнат на 50 и може затоа да загревам. Пак вака што си го прештелнав по брчеата, рен ми е за 50. Мре скроз да му го изгаснам бензинот, нека гасни вместо, ама нека не загрева кога ќе возам. Парно така отколку вака шо. И шубе ми онај мајстор да не му направи нешто. Ох леле. Аби старе моторот са во ред тamo. И возе некај што не треба. Некај што не треба, туку колку што не треба. Абе ова изагревам да го возам гетера, ама оти да го возам. Цревот од филтерот за воздух беше подстопено. Се мислам топлината од моторот преку карбураторот си ме изле некогаш кој ќе има прегреано, може не же поле го бевме. Си има префрлено на цревото, има од тоа си има подстопено. Не знам, еден колега е со Судуќова сеќам. Не, ги браќата пред мене со сечечо машината. Да, ги заменила. Они тргат море, уже шасија немат, шо ништо, две железа, осовини, дефатени, моторот фичо и ќе тера нормално. Не е толку лош инвестиција, но сечечо машинче. Добро са, значи не мора ти да му главаш назад онако за сечење, без тоа уште полесно ќе дојде, уште поќе ќе тера. Але моторот е најбитното, мотор кој имаш другото лесно е. Сега ти нема да го возиш то по градо и меѓу градско. Вака меѓу селско или до градо и назад нешто. Веќе колку работа ти избрка море, летото онака без покрив да те дувни малце ветер, да се свежниш, малце. Брат, излегува дваму. Се надевам снимка, аудио снимкава со видео снимка да ќе видат усогласени. Оти ако не видат, гадно ќе биде. Ќе треба рачно да ги усогласувам, може ќе нема да пошто треба. Братов со комбео, да е здрав и жив опас. Сега овде сме втори, да видиме од десно дали иди некој од комбево, не се гледа за да можам да продолжам. Ама гледам сега дека нема и можеме да си продолжиме право. Низ град малце. Инструкторо по моторели. Што ми беше зацо. Добар човек, онако иземува ветарен за се. Не знам, многу често го гледам изграда кој некај шета, бе младе оти да не шета. Нека си чета човек која, јас сум прв за шетање, например, многу се залагам за тоа. Мора да се шета, да се видат некои работи, оти шо, чуиш да речеме нагости, сад некој ќе зборат за некој местува и си ти само шо, добро е, убаво е, вакво е, такво ќе прашаш, не, ќе речеш јас бев таму, знам, а беше ваму ќе прашаш, ова, значи, друго е кој ќе знаеш кој ќе имаш прошетано, друго е кој ќе немаш. Са лево овде ќе име. Стандард турата што си ја брам лево на ракометно на семафори, оттаму, овој ќе почека. Овде од ракометно на семафори оиме десно. Десно па ќе поминиме кај Јагода, кај Пинал. 6 семафоро црвено. Оре, врие низ града.
Нека ќе го додржиш бидолскиот народ дома, море. Значи, по шеталиште ако не се помини, барем еднаш дено, па не си човек, море, не си бидолчанец. Значи, поминувањето на шеталиштето е составен дел од животот на секој, значи првенствено што живее во Битола, вторенствено и во близина на Битола што живее. Овој пат огаден овде. Си паркира вака колички на сред пат. Среќа со мотор сум лесно си врвам. Со кола си пак ќе поминиш, само малку побавно ќе поминиш, нема да исто е. Типчево, место да овде на пешачки на 10 метра подолу, го мрзи, пуст наш македонски мрзелив народ и сега си преминува погоре. Не му е лесно, не, значи, реално да видиме, не му е лесно на народот. Сега, например, видете, овие со таксистите редици, брат. И сега чекат овде луѓе, некако јас мислам луѓе слабо со коронава сега се движат со такси. Али пак се движат, знаеш како, ама нема што ќе работа друго. Кромберг додат, сега не може, тој не работи. Сакат неќат, ќе си чекат, ќе си седат, колку толку пак извата. Мора едно накво да извата. Пак се врви. Не е малце ден да го извозат. Колку толку за дено ќе си изави. Има народов, има врви. Види го типчено, леле, онакви селјаци, онакви страдаме со прили имат, се мислат нешто и са терат од неги. О, леле, се на семафори си чакаме малце да го изам, се свари. Ајде бе, синче. Бова со пикапов црвен. Јас ка десно одам. Колега сум. Со моторче, бе. Знаеш како многу кеф ми се прави за моторче, ама што да правим, има едни 2000 евра Taken 250, ја италијански произведени во Кина, ама кој што гледав кај, битно хамачи, ако некиш, ако сакаш од Македонија да купиш, ако некиш хамачи да ќе мораш или некој таков фушарски кинески да земаш, или Honda Yamaha. Сега овој од Honda Yamaha тие се стапи, значи не се за да ги купуваме ние. И според тоа, сакаш некиш, ќе си зимаш вака. Од овие овде сме четврти, последни сме. За горе одиме десно, кола не иди од лево. Да поминиме на пешачки кај добри вибрации, од таму ќе име премиер центар на семафори, а може и да немам на семафори, вамо па долу лево, не чини пато. Ама ајде кусови ќе видиме. Ќе видиме бе ќе име. Но овде еднаш да поминиме. Само да луѓе слабо некако на раковетно на пешачки поќе, ама души и се берат поќе заради семафорите. Ама пак. Еве едно типче до мене со мотор. Паралелно со мене си вози, зад мене не знам на ретровизор дали го гледате, ама мислам не, од тие со два го гледам. По шеталиште луѓе си има како и секогаш. Нема да вртам од малево. Побрзо е да свртам од малево, нема ни на семафори, ја чекам онда ни ништо такви глупости. Ама јас ќе си одам на семафори за да поминам по културен пат, по цивилизован. Типчето со моторот зад мене. Ама сега не е зад мене, но ева масло му тече нешто од колава вече. Видат, или бензин. Нешто има натечено и не знам уште како изгледа како да тече. Ама може и да не тече уште. Било како било, са многу ми е бавно типчео.
Gdje go zamijenime? Ne može stalno da se čeka veluge. Mora nekoga da se zamijeni. Sve ovdje će ime desno. Da vidime nova vitova što se dešava. Kaj Novija Pazar tamo tehničko da si go vidame. Tamo si učeš i verovatno samo ako se vraćam samo radi vraćanja na učebnicите bi bilo ili radi reći gove radi prijateljstva da zemanje. A inače da se rekao je do 10. juni nema vraćanja, nije plus ja sam maturant deka na 20. maj završavam negdje nema definitivno za učenje da se vratime. Ocenke polega ќе добием уште малце крајни. Часовите последни ги одржаваме, по нешто ги одржавме. И сега чекаме оценки. Да матурираме диплома без полагање државно, овој да не ми отвори вратата ќе ме лупни. Чекаме да диплома ќе земиме така без полагање државна матура, тоа еде. И така. Еве народо си шета морето чачино, она малите. Нормално се да возат мали. Тие сакат може мотори, ама џаве, се мали нема. Едноставно нема. Типче со моторче налик слично на моето, ама внатрешно не. Некако момент. Нема че набој. Типче мотори се возат ципат. Типкава на пешачки си врвит. Јас по улицата си врвам и си терам право са оде пак на пешачки оде. Значи кодев на школа немаше во 1 сат ова време, немаше шанси оде некој да нема да помини на пешачки. Едно од Кромберг што за втора смена чекаја во 1, друго што деца имаше тогаш бегаја, тогаш идеја техничко шуче. И плюс додатни неконде вкладилни за казино што ќе одат на болница, луѓе имаше што ќе одат. И се собира едноставно луѓе. Овде одиме десно, нема да одам за Брусничка, а ја немаме предност, ова има со Шкодичево, Чупчево, Невчево. Јас ќе си одам десно, ќе свртиме сега. Кај да свртиме? Ајде педагошка кај кружнио. Ќе одиме. Типкава десно ќе врти, овај лево ќе врти, за жал ќе мора да ме почека. Леле ми се кива. Леле не. Си велам ми пројде. Иначе да се кивни в кацига, ај, само со кацигата на главата не се кива пак, значи бербат се прави кацигата, не грдо е го да кивниш, ама пак, зимата, например, маската го ќе носев и кацигата. Кој ќе ми дојдеше, ајде, носо ќе ми потечеше, ама се решаваше, ама кивањето, бе, луѓе, па то, не знам, смрт, значи буквално кога да се давиш во собствените лиги. Сега се залета некако. Види го со Мерцедес, глуми некој лудило, леле. Не глуми лудило, си тера човекот, само некоја модификација му направи и само чади му корни Мерцедес. Ова типче го проба да не помини на пешачки. Добре, маски треба да се носат, ама маски никој не носи. За џаве постои правилото. Правилата не велат за џаве постојат за да бидат прекршени. Многу раздвижено зграда, бога ми, за време на корона. Многу. Абе, може и требаше да свртам одгоре, по мосту на влюбените. Многу ќе го загреев. Сад требаше. Сад ме сетирам себе си да се вратам одгоре да поминам. Селглед ќе го видев. Не дека не се гледам од авионите поблиску, ама градо е таму. По-убаво е на мосту горе. Еве, не гледате џаве.
Дувка некако се издржа по тренерка, не студи, ама свежо. Ја сега почна на дувка, преги дали јас не сетив, не обрна внимание дали не дуваше, не знам. Полиција напред. Абе, нема се многу полиција низ градот, дека со полицискиот навечер и тогаш патрулират изгледа почесто и ги пуштат денски една кола колку заради реда ќе има. Толку. Ќе одат, ќе застанат негде. Траколку заради реда да одморат. Ќе си палат колата, ќе си заминат пак. Чиста работа. Маре. Марицата влегува дејќи. Ајде, типче. Кај поминам сега, не, овде лево ќе одам, ќе надолу по крај Јавор ќе поминам, па ќе видиме сетнем. Сигурдада некако празна. Без деца вака во време на корона. Абе тоа дека во време на корона, иначе сега денес петок плюс пазарен ден требаше да врие онде да беше обичен ден, ама сега пензионерите не можат да шетат и дека не можат да шетат пензионерите, тие главно од пазарот купат првенствено и само ради тоа сега нема на Шехерзада кој да чека автобус. Многу нормално, онде полицијата Јавор си застана. Да не ја пуштиме ова. Да не ме видат онде напред, пак полиција има, да не ми влепнат едно казниче. Да не знам кај сум, да се сетам да не можам. Некој со моторче го имат запрен онде. Еј, јас возачката не ја носам. Еде ти белас. Сега ако ме запрат онде, ако ме запре, ама ќе проверат таму, сутир не може. Се овде право, десно, кај да одам, ќе одам право, ајде. Ќе одам право до кружниот долу, што онај на Прилепска, на Дулиет, што го вика. Таму ќе го врдам десно. На Селска ќе одам, па ќе видиме, после ќе размислиме. Битно да се рола, да се вози. Се јадо една копану, нема што ти типката една што ме замина со онај сеато, на стори ме клала, ми пушта овој перица, ми пушта слика. Абе, кој е ова детето, вика, се гледам јас. Аре, и то ме замина тогаш и најнаш пред мене ми намали. И се има логика од и така ми направи, и веројатно снимаше тогаш, а на снимка беше тоа на стори што го имаше клала и мене ме претицуваше. И заврши од кој ме претица. И зато изле од кој ме претица, тоа запре, пошто ме претица, и са гаснеше на телефонот, и други гаснеше на телефонот, сега при мене ме заеба и ме изнервира, али нема врска. Ќе претпоставиме дека не направила така ништо да ги заминам дечките. Невевчина чекат на постојка, може ја чека шеската за оризари. За оризари, ами за каде? Невевчиња. Гледајте, си ролат ролери. Ај уште една зграда ќе го потвртиме. Да си потресам глупости, јас уште малце. Да ти мора малце муаве, значи сам се вози и сам ми се ќута да се вози, ама друго ќе си збораш, значи се олеснуваш, си едноставно се опуштен си релаксиран, уште пак си релаксиран и да ќутиш, ама друго е муавет да имаш кој да зборниш, макар и сам, нешто што многу го правам. Ма тоа кога ќе возиш сам на седе, кога ќе шеташ,
Кој ќе немаш со кој, ќе почнеш сам да си збораш. Си бара душата му, абе. Па душа е сегмент од нешто имаше на земјонде. Ама не знам од шо. Како гуместо беше, ама не беше од гума, како дно од шише беше. Стаклено, ама гумено. Како дно од шише стаклено, ама гумено беше. Сега чакаме на семафори овде кај долната, кај е пинал, веројатно е црвено. Ќе поминам сега кај е пинал. Или да не веќе поминам. Прв сум одам десно. Типче на точакот си тера тија сточак возам. Мислам возам. Возам кога ќе не можам мотор да возам, например лани возачка немав и одев Грчка со точакот. Појав неколку пати, онака убаво беше македонци сретнав. Мислам македонци не од Македонија, ами македонци што македонци од Егејска Македонија, значи не од Вардарска. Ојде нива Егејска. И убаво беше што интересно. Сам бев пак, ама знаеш како? Абе сам кога ќе си да си со други, например, ќе те тера тај да одмориме, мака ми е, така ми е, вака ќе си тераш сам, дури да сакаш мака, не зависиш од некој друг, например, сега ако си со други, тебе ти се одмара, нив не му се одмари, не можеш да одмориш, вака ако си сам, кога сакаш ќе си одмориш, кога сакаш ќе си возиш, едноставно подруго е не истото. Со мотори е друго. Со мотори можеш двајца, тераш или не тераш. Или ги одмарате моторите, или не ги одмарате. Се добро и тука треба на некој мотор му треба одмарање, некој не му треба, зависи што мотори оно. Ама се најдва поќе усогласување, оре чупиња ред чака за бутик да влезат. Зашо вели? Ама се најдва усогласување со мотори кои ќе се возите. И подруго е. Ама друг проблем има со мотори. Еве јас проблем што имам, пример, едниот ќе сака на едно место, тој другиот ќе неки таму ќе сака на друго. И за локацијата за одењето ќе нема согласување да има. Значи, абе мора во се нешто проблем да има, не може идеалноста не постои, значи не може ништо да е идеално. Тоа е факт. Значи мора во се нешто да има исклучок. Пазам цело време на мукајат го имам палто, да не ми летни, кој ќе се брка на назад или во мене, ќе оди очите ќе ми ги покрие, ќе треба да се нервирам на сред пат. Ова шеталиште. Се многу се, значи реални да видиме. Сега треба да чакаме да му се појави црвено за да поминиме оти цело време врват. Оти цело време луѓе има. Ете го црвено. Што сторе редици коли бе коли. Ако бре, нека чакат. Нека чакат убојат. И да се чека е убаво. Само зависи кој чекаш и кога чекаш, значи не е секогаш убаво. Требаше со нешето иначе сега да возиме. Ќе одевме Ротино набрана, арно ама. Прво не чакавме моторот да му се врати, чичко му беше масло да купува. Воедно ќе му менуваше на моторот масло. Арно ама. Кога се вратил му се откачила целосно задната кочница и само напредна беше, а предната нешто не му кочеше колку што треба. И сега требаше бистрица кај едно дете да го носи. Па во превод не можевме да се возиме. Ама се надеваме ќе го направи, па ќе се возиме друг пат ќе одиме. Имаме нешто не го биде на Ротино набрана. Ама сега пак да одиме шо? Тоа беше пред 2 години, не е прекој пред 2 години, пред 3 години беше. Уште моторот не ми беше развозен, што се вели. Ама
Ťadime, ima vreme. Ima vreme. Najviesno si kaže ima vreme utre. Vaka, taka, ova, ona. Znači, to je, ne znam. Може би, не знам. Значи најлесно е не да се каже на школовен професор, стално сега директор на техничко кажуваше. Значи најлесно е не да се речи не знам. И апсолутно е во право. Значи за тоа е апсолутно во право, не да се речи е најлесно. Значи тоа што можеш утре не го денес не го ставај за утре. Значи шо кога ќе не знам. Не знам. Сега ако не шеташ, сега ако не водиш, утре други ден ќе се жениш, ќе имаш жена, или ќе мораш со жената да шеташ, или ако сакаш сам ќе нема да остава жената. Со другари ќе излезиш, ако та остае жената, не знам, може не е така, не сум женета, ама нема врска. Пак битно не е таа иста слобода, што секогаш ќе има. Оти, не знам, едноставно не е се исто. Постојано се менват работите, па инаку се. И пак на ракометност ме сега требаше, може... Ај дома ќе терам, не знам сато колку е. Не знам сато колку е. Ама ќе земиме по предпоставка дека е доволно. Си реков професорка, но е она... Многу си заличват луѓето едни на други вече. Еве со крос типчиња, ахлеле, колку сакам еден крос, ама... Тоа е, не може си што сакаме да имаме. Да терам дома сега или да не терам, да терам или да не терам, да терам или да не терам. Абе не знам, има време, баги време има, ама ќе терам што направам, морам да терам дома. А убаво е вака да си избориш да си возиш низ градот. Ама и многу време направ ќе нема да можем снимката да ја... Многу голема ќе ми дојди. Не го заборав она. Легнатиот полицаец не го видов. Ах, леле. Овде пешачки немат. Типчено кај врви, не знам. Год се него таксиста од Бистрица Диви. Кола ваму, идит. Ајде, нека поминит колата, ние си тераме вегове и сега до... Ах, леле, колку ми е кузне загрејан мотор, бе, леле, срцево ми се киние. А кого, абе, не знам, кого оставив на мајстор, ко си заминав, дори солзи ми дојде, толку што, не знам. Поврдан си сум со моторот. Многу брчи вака, може и да не ме слушате, аз да си возам побавно, да си поминам од страна, работничките онде си работат. Значи, мора нешто се живее, корона, не корона, што да правиме сега ако има корона. Гладни да останиме без пари. Значи, не може тоа е уште едно. Да го обиколиме типчево. И да тераме на кај дома. Кога се оди низ кравар, изли има некој да остае, веројатно, може и да земи, или бара за да земи. Не битно, како и да е. Овде не се врви да мевам еден пат, асфалт не може да го направат. Значи, една дупка што е поправена, не е асфално поправено, значи тоа е факт. Тоа џабе. Ајде, нека помини типчето со матизо. Значи, морало и етика... Не, како беше? Теоријата и етиката не оделе во сообраќајот заедно. Многу нормално, зошто? Зашто кога ќе полагаш, не можеш... Ако те пушти некој, а не треба ти да поминиш пред него, многу нормално ќе падниш ти од вајчакато. И да падниш, ќе одиш пак ќе полагаш, да. Синкер тешко. Не е тешко. Тешко е синкер, па бога ми психички тешко е. Тројица на смртените гледаат дебели и полнички. Ти со едно шкодиче, едно апче, мало патиче количе оди куторот ти се чини ќе се закашла. Ама што да правиш, ќе полагаш, ќе го мачиш, ќе кашла. Ќе сиба пиперо.
Ова дупката кога се појаве на земји, не знам, Сказалкава пак ми се имат заебано. Не знам, првиот пат ко возев 95, може не знам, многу возев, почна ми се треси сказалката кога ќе стигнеше до 65-70, нагло креваше. После кога менував гума напред и надворешни внатрешно го извадов цело тркалото и она што е како сајлата што е поврзана со тркалото за брзината да ја мери, изле некако се потресетира то сајличето. И кога кладов после Арно беше, ама пред некое време пак многу брзо го возев 95 негде. И пак го се расипа стрелкава, значи треси целата нагоре надолу. И не точно кажва и некогаш прерипнува. А вре, џабе стара е моторот. Не е направен за да оди колку што јас го одев, значи 95. Но како прво 80 е графиран, тоа значи дека најмногу 80 треба да оди, може да оди, а оди 60 најмногу, значи 60 оди најмногу, ама прекусила 80. Значи затоа нормално и стрелката не е наместена така да оди. Типчево едно зад мене сака да ме претица. Ајде нека ме претица. Убаво сечено до терано, во црвено, со бандашина, со назад светла сменати. Када диоптери други клаени. Што имаш уште нешто? Успокој тој црвен да не можеш. Ова е така тоа нешто. Чува да ме латија да се виши, да се виши, да се виши. Ајде да други. Може да ти да ми Зека да добро да не успел. Одиме нагоре, возиме, колку што возиме, нема врска, зад мене едно БМВ има, сака од прејек утро да ме претица, Арно ама кривини, не знај кола дали иди, па се варди и сега гледајте, само што ќе поминиме ова кривината, ќе ме помини. Гледајте са, едно БМВ од лево ќе помини. Значи ако не помини, не знам, џабе возам толку време. Ете го. Бе. Знам што зборам, море. Изгледам, пак изгледам дома. Ајде, не точно. Ние овде ки лево ќе вртиме. Виж мигавец, нема раколи, нема. И овде товарат. Овде што ќе прават купчи, де треба ќе го садат и купчиња ќе растат. Кузни. Питно убаво беше возењето си извитоа како на сумабе, чаа го ќе збораш на камерче, не знам, поинако е возењето, бе човек си возиш онака, значи најрелаксирано возење до сега што сум имал, ми било на што знам, онака лагално само си возиш кај де носи пато и си збораш, си тресиш некои глупости, не е лошо.